Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот во Нов Асном. Денеска вртам бело ладно вино, затоа што е многу топло надвор и ова е едно освежувачко, прекрасно вино кое нашиот регион и нашата држава, нашата земја веќе го дава нас македонците со илјадници години. Меѓутоа, вино или wine е збор кој има одредено значење, има етимологија, има историја и има објаснување. И каква улога има виното врз нашата историја, култура и традиција. Денес тоа ќе го зборам со нашиот вински витез Костадин Ристоманов, кој самиот е винар, кој прави вина, одлични вина, јас можам да сум сведок, кој си има микровинарија и одгледува, има лоза, кој исто така е дел од винските витези, кој денеска е мој драг гостин. Добар ден, Костадин, благодарам уште еднаш што дојде да поразговараме за пијалок кој е историски за нас македонците, кој е дел од нашата култура, историја и дел од ова поднебе. Благодарам на можноста, токму тоа и целта на оваа денешна емисија, у која што ќе се обидам на свој начин, нормално секој пат под презнакот веројатно, не со 100% тврдење, а оние кои што ќе не гледаат, што ќе не слушаат, нека извлечат сами заклучоци околу вистинитоста, поврзаноста и дали сето тоа има смисла. Искрено да ви кажам, мене скоро цел живот сум фасциниран од тој пијалок вино. Пораснат сум во семејство кое што од секој пат се правело вино, ракија и така натаму. И гледајќи го и денешното значење, важност, колку му се придава на тој пијалок вино, мене ме беше фатило некоја како зараза да видам, да откриам се што знам за виното, поготово она латинската поговорка која што сите ја знаеме in vino veritas est, кој што буквално значи во виното вистината е. И кога барав што значи тоа буквално и која е смислата, знаеме што значи алеја јахта ест, коцката фрлена е, знаеме што значи историја е магистра витае, историјата е учителка на животот и така натаму, тоа се има смислено. Што буквално значи во виното вистината е. Тоест in vino veritas est, Кобајаги, латинска поговорка, јас веќе на никој ништо не му верувам. Така да, веројатно си поставив своја задача да откријам буквално што значи тоа во in vino veritas est, да откријам етимологијата, бидејќи барав, сега имаме вештачка интелигенција, имаме толку многу можности за пребарување, никаде не може да најдете етимологија од каде потекнува тој збор вино, барајќи во архивите, барајќи во антиката, кај Хомер наводно или Омир, како и да кажеме, се пишувало оино, така и во тоа коинето запишано или заедничкиот јазик на сите, службениот јазик. Денеска го викаат вино, вајн, вин и така натаму, но освен нашите соседи, јужни соседи, грците, кои што или Хелас, како и да кажеме, или оние кои што за да кажуваат не, да неус, данајците, на кои не треба да им верувате ни поклони кога ви носат, они само кај нив има краси, и тоа левко или левко краси, бело и кокино краси, црвено вино. Зошто само они имат име краси, а ние сите цел свет, западната, да кажеме, хемисфера, сите викаме вино на некој начин, или вин, или вајн, или некоја друга слична одредница. Например, барајќи историски податоци, најстарите семки кај што се откриени, например, Грузија, Арменија, Месопотамија, например, во Грузија се вика гхино, некој такво има, пак е вино, гх, вино некој. Освен арапското, кој што е шарап, или не знам како, другачи шарап некако звучи, некако другачија, различно од нашето.
но исто и така има други нели зборови или реченици кои што доаѓаат од минатото, дека виното е пиелак на боговите. Дека богот на виното е Дионис во Македонија во антиката. Дека богот на виното во Рим е Бахус. Дека, да кажеме, тоа што некои се обидуваат да објаснат дека во виното вистината е затоа што кога ќе го опиеш некој, тој ќе почне да ја кажува вистината. И тогаш зошто во затворите при некои најстрашни мачења им корнат нокти, им корнат јазици или не знам што, да ги натерат да проговорат, ќе му дадат 2 литра вино, он сам ќе ја каже вистината. И тоа веројатно не е тој метод успешен и веројатно таа приказна не држи дека во виното вистината, кога си пијан, зборуваш вистината. Напротив, јас од лично искуство знам, кога сум пијан, дома секој пат лажам, оти не сум пијан. Така да тоа не е точно. Мислам, пијан во смисла да те фати, да бидеш замаглен. Иначе, ако си камен пијан, тогаш нема ни да знаеш што си и како си. Но да се вратиме на минатото и да се обидам да кажем неколку збора, можеби интересни за нашите гледачи, дека не постојат податоци каде почнало најпрви да се одгледува винова лоза, веројатно од дивата винова лоза, која што се разликува од питомата по семките, долгонавеста или облеста, семките се заоблени или се долгонавест врат имат. Најстари семки такви за правење вино се најдени во Грузија, во Ерменија, негде околу 6 до 8.000 години пред нашата ера, Месопотамија. Кај нас, барајќи податоци, најдов дека наколната насаба Охрид се откриени фосилизирани семки негде околу 6800 години стари. Wow. Еве за споредба, например, во Франција, како најпознат вински регион во светот, они се најстарите се 2500 години. Македонија. Ги шиеме французи. Да. Во Австрија, например, нели, они имат многу доенчиња. Они имат 1500 години стари семки, најстари семки. Деца. Така да веројатно таму кај што имало услови за одгледување на винова лоза, таму се појавил тој феномен на ферментација на грозјето, на зрелото грозје, кој што гроздовиот шекер, винските квасци го претварат во вино и на тој начин во алкохол, пред се, виното алкохол, и на тој начин се добива тој пиелок од кој што се опива умот, нели опиум, многу латински збор, кој што значи опи го умот, не знам зошто го разбираме ние тоа кој е латински. Но и тоа, како и се во историјата е прикриено, сокриено, така да и ова емисија ќе се обидам да разоткриеме нешто околу целата таа приказна. Имајќи во обзир дека Македонија има еден од најпознатите, најдобрите теруари или терени, пак е тој некој странски збор кој што нашки звучи прави убаво, за добивање пред се на здраво зрело грозје. Тоа се ридчестите терени кај што нонстоп проверува ветар, кој што добар за да остане грозјето да остане здраво, да не се разболува од таквите разни болести, но има доволно сончеви денови да зрее грозјето, но има доволно дожд да порасне и да остане до крај, да не се исуши или да нема премногу дожд, па да не може да зрее. Како одеме на север, така регионите стануваат се потешки за одгледување заради вишокот на дождови, а помалку сончеви денови. Како одеме пак на југ, имаме премногу сончеви денови, многу помалку дожд, но има еден момент што е најинтересен, а тоа е месец дена пред созревањето, пред бербата на грозјето. Барем негде околу еден месец дена, на грозјето му се потребни ноќите да бидат ладни, а деновите преку дента, нели, да бидат високи температури и тогаш мајката, коренот на виновата лоза, она што прави? Како и секоја друга мајка, штитејќи го својот плод, а тоа е семките,
а семките се наоѓаат во зрното, а зрното е опшиено со една ципа, со една лушпа, а она додава уште еден слој, заштитен слој, бидејќи мисли дека наредното утро или наредната ноќ е уште поладно и она додава уште еден слој и уште еден слој. Зошто е тоа важно? Затоа што ако сакаме да има виното едно убаво или богато букет или многу состојки кои што го прават виното да биде вино, затоа што сето тој квалитетен материјал се наоѓа во лушпата. Значи, колку е подебела лушпата, толку виното е поквалитетно. Другото, зрното е претежно гроздов шеќер и семките внатре се семенскиот материјал кој што се они поубилуваат со танини. Така да гроздиот шеќер се наоѓа во зрното, кој се трансформира во вино, семките му дават танинот или горчливоста и трајноста, а сето друго, боите, глицеролите, тоа што прават мрсното, значи сето друго што е потребно за виното да биде богато, квалитетно, се наоѓа во лушпата. Значи колку подебела лушпа, но и колку позрели семки и колку повеќе алкохол, тоест шеќер ќе имат, толку и виното е поквалитетно. Но ако претераме како што е Шпанија, Португалија, Африка и некаде други топли краишта, доле северниот дел на со топлина, лушпата ќе биде многу тенка, букето ќе биде намалено, тоест вредноста внатре, концентрацијата на сите тие елементи потребни ќе биде намалена, а алкохолот, тоест шеќерите ќе се огромни, не можејќи квасците да ги претворат во алкохол, виното ќе остане благо и со висока алкохолност, што значи некој благ ликер, како што е виното Порто. Но вистинското виното кој што треба да биде целосно ферментирано, значи суво вино што би кажале денеска стручно, се добива од зрело грозје, но не повеќе од 25-26% на шеќер и не под 20. Значи во тој диапазон, но семката да биде зрела, говорим за црвеното вино, и лушпата да биде дебела. Таков квалитет на грозје може да се постигне само во региони кај што се ноќите ладни, а дента е топло и на малку повисока надморска висина, да кажеме од 300 метра па нагоре. 300 до 600 метра, тука некаде и до 700 метра, во топли краишта на некои си 42, втора паралела тука негде кај што се наоѓа Македонија. И од тие причини, од самото да кажеме тероар, повторно странски збор на теренот кој што ги дава тие карактеристики, го штити, ветрот го штити од болести, дождовите му дават доволно да порасне, ноќите пред бербата се доволно ладни за да стават добро лушпата да биде дебела. Македонија е еден од винските региони, покрај многуте, да кажем. Имаме Јужна Америка, имаме во Чиле, Перу, во Чиле, имаме во Америка, Напа Вале, имаме во Јужна Калифорнија, Западна Австралија. Во Австралија имаме, во Нов Зеланд имаме во Франција, имаме во Италија. Секаде имаме вински региони, но кај нас самата природа, Господ како што ни дал регионот, е еден од најдобрите вински региони и затоа мислам дека и историски гледано нашата судбина, да кажем, Македонија е поврзана со виното. Зошто? Бидејќи во минатото бил еден од најважните продукти за извоз. Значи Македонија кога го извезува виното, го извезува од својот вински регион, и тоа тука е измислено веројатно и бурето како транспортно средство, бидејќи во минатото се чувало во амфори, некаде во питоси, тоа се глинени садови закопани во земјата, но за транспорт некои во мешини од кожа, чувани вина, но сето тоа во мешините мириса на кожа, во амфорите може да се скршат, тие се повторно глинени садови затворени, повторно може да се скршат, но во транспортирањето или чувањето во буре, и тоа во дабово буре, не само што го запазува виното да не се инфицира, да не ферментира, туку
му дава уште подобри карактеристики, имајќи во обзир што во бурето виното почнува да зрее, поготово за црвеното вино говориме, само под услов ако е доволно робусно, силно, ако има доволно големо буке, ако има и доволно и киселини, и ароми, и се што треба да може да преживее во таа борба со виното, да после излегувањето од бурето, виното да ја добие битката, а не бурето. Да, значи, виното само да добие таа нота на буре, а не виното да мириса само на буре. Мислам, да се изгуби сите тие карактеристики. Затоа имаме и Quercus macedonicus, се вика благун дабот, што го викаме ние дабот, благиот даб, кој што во него се чува виното, и затоа, веројатно и дабот е свето дрво во Македонија, и затоа го има на круната на Филип, кај што жирот, нели, и листовите се како дел од традицијата на Македонија, на македонскиот народ. Сега има уште нешто што би сакал да кажам, тоа што малку го знаат луѓето, а тоа е дека во минатото, пред христијанското време, морам да нагласам кој период е тоа, во Македонија најпознатите честувања или празнување на виното се одвивал најмалку 2 пати, во пролетта и на крајот во зимата, пред почетокот на зимата, кога се буди природата и кога умира природата на некој начин во наводници. Тие празнувања се познати денес под името Дионизиски или Дионизиски игри или Дионизии. Такви нешта, такви слични празнувања ги имаме насекаде по Медитеранот. Во тој нашиот македонски регион и тука да кажеме медитеранскиот регион се познати под Дионизиски игри, заради тоа што бог на виновата лоза, богот на виното е Дионис, така е запишан. Мене ми тоа многу звучи на Диониш или Пијаниш, што би кажал еден мој колега од Битола, кој што веројатно асоцира на тоа, колку е точно нели не знаеме. Но во Рим, да кажеме, паралелно, и тоа пред 168 година, пред Рим да ја освои Македонија, се познати таму баханалиите или баханалски игри, чествувања во чест на виното, бидејќи таму богот на виното е Бахус и ние ги знаеме баханалиите како нешто одвртно, нешто како што да кажеме некултурно, нецивилизирано. Јас би сакал да кажам за Дионизиските игри како се одвивале во Македонија, мислам дека ретко некој знае однос на тоа дека во Македонија се одвивале на најоригинален начин, така е запишано во историјата, но и на најдив начин. Ако е точно тоа што го сме учителе, нели, ако е точно сето тоа, велел дека 2 пати во годината, најчесто ноќе, во шумата, некаде во шумите, некои велат дека и на лозовите наседи, бидејќи лозовите наседи во минатото се прогласени за свети места, но не е важно. И тоа претежно жени, и точно секаков од најмлади до најстари, значи и неродтини, и родтини, и баби, и жени во години и помлади, со пуштени коси, на почетокот пијат вино, веројатно велат дека кај некои имат и некои халуцинидни тревки внатре во виното, за да го појачат ефектот на пијанство. И така почнуваат на почетокот да играт, нели, од тие некои мирни песни и танци, и со текот на ноќта го зголемува темпото. Сакајќи да си доловам, и секој нека си долови од прилика тој момент, јас сеќавам на моето прво искуство, и тоа лошо искуство со виното, кога од бурето на дедо ми го отварам чепот, па пијам вино доле повеќе од 1 литро, а се уште не ферментирано, благо, што викаме ние шира, и за кратко време одма те фаќа виното, да ти се врти се околу себе, од ти прв пат пиеш вино, во животот не знаеш како е. Веројатно нешто такво, нешто дејство имало и виното во минатото,
кај што човек едноставно ја минува таа димензија на свесноста и поминува во некоја друга димензија. Веројатно, велам, затоа што тоа се предпоставки, тоа лично мој, таков ефект на виното кај тие кои што пијат виното, поготово ако било зачинето со некои трефти кои што зголемоти халуцинација и така натаму, така да на почетокот се уште не се доволно пијани жените што празнуваат и танците и песните се уште се мирни, но како продолжуваат со пиење на виното и тоа кое е додавано со некои зачини внатре, така ефектот на пијанство се зголемува, така и жестокоста на песните, на ората, на танците, на трчањето низ шумите станува се побесно и посилно, врескањето, пискањето, не знам како секакви звуци се слушаат. И од тие игри било во Македонија, игрите били најоригинални и забранети за гледање и забранети за машка популација. Сега зошто? Затоа што пред крај на кога се случува тој врв на пијанство веројатно, жените претходно имат припремано жртвеник, некој јагне, јаре, коза, дури некаде пишува дури теле или бик, и кога достигнат тој свој максимум, тие го растргнуваат животното со голи раце и пијат од неговата крв. И така упијаните, па со крв, пиејќи не знам која количини каква, паѓат во транс или во пијанство и се будат утре дента и со тоа завршуваат игрите. Ако некој се најде да ги гледа и ако го забележат и ако го фатат, сигурно ќе го раскинат со голи раци, и затоа не било препорачливо да се гледат тие таквите дионизиски игри, кај во Македонија биле најдиви, најжестоки. Филип и Александар внимателно се однесувале кон тој култ на македонците и не сакале да учествуваат, да ги забрануваат или било што, други се обидувале да ги стават во некој си контекст, во некој ред. А во Рим, интересно е тоа, најдов податок дека во 186 година, тоа е некои си 20 години пред да го освојат Македонија, Сенатот донесол одлука да бидат забранети баканалите или да бидат строго, да кажеме, одредени под кои критериуми како, само заради тоа што таму учествувале и мажи и жени и најчесто завршувале со пијанство, со оргии, со тепачки, најчесто и со убиства. И од тие причини биле забранети таквите баканали и таквите игри. Ова го кажувам за тоа што следува, да кажеме, веројатно со текот на времето, таквите секој кој што бил на власт и секој кој што тежне кон напредок, кон цивилизацијски достигнувања, таквите игри се дел од едно многу стара традиција. И тоа го спомнам само заради тоа да го нагласам длабокиот корен на игрите во Македонија и длабокиот наш корен, бидејќи таквите игри и традиции не одредуваат нас кои сме, што сме и од каде сме, а најдобра потврда дека тоа се наши оригинални традиции, народни традиции кои што нормално во тек на времето били санкционирани, забранети или канализирани, и така во христијанството, да кажем, таквите игри веќе се забранети и не се чествуваат. Преминува во чествување на Свети Трифун, или на пролетта, а кога се смета дека почнува лозата да плаче. Не знам дали спомнав дека Дионис е бог на виновата лоза, на виното, на животот, но и на раѓањето, тоест за родилки и така натаму, но и на сите животински и растителни сокови и течности, вклучително крвта и семенската течност. Затоа е бог и на плодноста. И сега кога виновата лоза почнува да плаче, кога се крои и почнува да плаче, тоест да лачи сок,
тоа значи дека она се буди, повторно се буди и почнува да лачи таа течност, и тоа е првиот знак дека она оживува и она воскреснува. Значи, така да, затоа е Дионис бог на виновата лоза. И на крај, после тој циклус на растење, на раѓање, на давање плод, некаде за време на денешниот празник Аранđелов ден или Аранđелов ден или Архангел Михаил, како што викаме сега денеска, тогаш се смета дека мајката земја ги повлекува сите животински сокови во земјата и сите растителни сокови, се извинувам, лимфата ја повлекува во земјата и веќе не раѓа, и за да се вика Аранđелов ден, е негација, ра е раѓа, нели? Не раѓа ден кој што после кој што мајката природа веќе не раѓа. За разлика од МРТ, кога ма рти и почнува да раѓа во март месец, бидејќи оплодена од сонцето, за време на Аранđелов ден соковите се повлекуваат во земјата и тогаш се случуваат тие таквите празници. Денеска празникот на оние кои што викаме касапи или оние кои што се кои што ги колат животите во за својата, тоа е професија, нели? И они се тие кои што ги одзимат животите и затоа тој ден се уште го празнуваат како нивен ден, денот на, не знам дали го знаат тоа, дека на оние кои што ги зимаат душите, кај што мајката земја ги зима соковите, животните сокови, така и оние што ги зимаат душите, и истечува крвта и тоа е тој ден го празнуваат. И затоа веројатно тогаш се празнувале така наречените баханали или кај нас Дионизи на богот Дионис. И сега, како општеството напредува, така се појавува христијанство кој што таквите пагански обичаи нормално ги канализира, ги забранува и затоа имаме таа символика каде што е забрането пиење крв, забрането колење животни или курбани, што би кажале на турски. Забрането е тоа, бидејќи тоа се веќе пагански обичаи, тие треба се надминат, но останува трагата и така во христијанство имаме кај што Исус вели пиете од мојата крв, од виното и јадете од лебот, од моето тело, кај што символиката, значи нема потреба да пиете животинска крв, пиете доволно да пиете вино, бидејќи виното символизира крвта на нашиот Спасител и тука ја наоѓаме врската дека тоа е Божи пијалок или пијалок на боговите. И сега, ако анализираме... Значењето, што значи? Ако веќе самото по себе си доаѓаме до етимологијата на самото вино, бидејќи гледајќи назад, како тој пијалок кај одредени луѓе, какви ефекти предизвикува, кај некои народи, како што е, да кажеме, арапските народи, алкохолот е забранет, бидејќи се појавува недолично однесување. Но испуштивме да кажеме дека кај македонците, од тоа во антиката, виното има специјален статус. Дури постои македонски начин на пиење вино. Тоа е целосно ферментиран, сок од грозје, целосно ферментиран, и неразредено пиење вино. Значи, целосна ферментација и неразредено. Тоа е македонски начин на пиење вино. Еве имаме денеска у Хрватска и у Грција, кај што стават вода. Кисела. Дионис, кажи го, Демостен вели во Филипиките, тие македонци, тие и виното пијат неразредено. Значи, он го спомнува тоа. Македонците користат... Зашто грците го викаат крас? Ќе дојдем и до тоа, само се стрпим. Македонците виното го користат претежно во аристократијата го пијат виното, војните кругови, војните лица и најчесто го користат дури при дипломатски преговори кај што го дават пијалокот на тие од друга страна што преговарат да ги опијат и лесно да ги совладат барем на масата. А обичниот народ си пиел вино како и денеска кој како ќе му дојде. Но како што е судбината со
театрите во Македонија, кај што театрите представуваат еден символ, кај што собира народот, кај што се пеат песни, кај што се играат игри, кај што има театри, кај што театарски представи, значи комедии, трагедии, кај што се надпреваруваат во песни, во рецитирање на поезија и така натаму. За време на Рим, да кажеме, сега неќеме никак да омаловажуваме, но сепак судбината на амфитеатрите што станува, ги претвараат во игри и тоа во кој што гладиаторски игри. Гладиаторски игри, луѓе против луѓе умираат или луѓе со животни, така и судбината на виното или начинот на користење на виното во Рим предизвикува од таа нивното гесло на народот дајте му игри и леп, нели, да биде задоволен, така они користат виното и претеруваат со тоа што го дозволат и мажи да се вклучат во баканалиите и се претварат во се и се што. И затоа сметам дека во времето на христијанството тој пилак е прогласено за виновно за сите такви злодела, за сите такви гревови, за сите такви, да кажеме, лоши, нецивилизирани, нехумани работи. И ако земеме на нашки да си кажеме дека вино во еднина е вино, а во множина е вини, нели? Вина и вино и вини, ќе видиме дека вино е виновност. И најверојатно од заради тие причини ние македонците го имаме дадено тоа име и тоа открива еден нов прозорец кој што ни фрла зрак светлина во минатото, колку македонците и македонскиот јазик бил моќен да наметне своето име, македонското име на тој моќен пилак на боговите. Потврда за тоа го најдеме во христијанството. Кој е Исус Христос? Божи син кој дошол да ги земе сите наши гревови или сите наши вини. Еве ти е врската. Така да немаме ние тука што да дискутираме околу целата таа приказка. Тука сега може да дојдеме и до коренот на христијанството дури, но има уште нешто. Само македонскиот јазик имаме бело и црно вино. Зошто? Бидејќи во македонскиот јазик бело значи убаво или добро, а црно значи лошо. Таа е трета потврда на името дека името вино значи нешто виновно или нешто што лошо може да направи и затоа има ние црно вино. Само Македонија. Некои ти кажат заради многу те феноли, бои што ги има заради сонцето и така натаму, да, но и заради карактеристиката на тоа што она е виновно за сите лоши нешта. Потврда на сето тоа имаме и во тоа што во грчкиот јазик, зошто е ден денеска е краси, бидејќи кога спомнавме како се добива вино, нели, се бере грозјето, се мулја, се гмечи или се пресира, ферментира и после таа бурната ферментација кога шеќерите се трансформираат во алкохол или во вино, тогаш кај црвеното вино се вади од кумињето, некои го вадат и порано од грозјето, нели од остатоците на лушпите и семките. Тогаш е завршена ферментацијата, шеќерот веќе го нема, има само винска киселина, има вино само внатре. Но во тој период кај нас, некаде тоа е после први до 10 до 15 октомври, секој пат редовно паѓа слана и паѓа температурата наоѓа ниско. Ако подрумите се отворат во тој момент, тоа го правиле нашите, каде што се чувало виното, се ферментирало, подрумската температура ќе падне под 10 степена, квасните габи не работат и виното се зачувува такво како што е, бидејќи не продолжува ферментацијата. Но што со регионите кај што немаме слана, кај што нема со што да умрат квасците, ферментацијата продолжува во оцетна, во винска, во лимунска киселина и што добиваме на крај? Добиваме кисело вино. Таквото кисело вино не е за пиење ако не му додадеш вода.
Ние во нашиот регион, источниот регион, не знам дали во западниот регион е така, но ние за кисело велиме красато. Така да изборот краси доаѓа повтор од нашиот македонски јазик, што значи киселкасто. Нешто што е киселкасто, красато. Не знам краставица зашто довео така, не знам, но сепак веројатно красато значи вино и така македонците го делат виното во Македонија е вино, но она што е на јужниот дел, тоест Јужна Македонија, таму се пие краси, значи там се пие малку по-кисело вино, киселкасто вино и мора да го разредуват што и Тоа е само затоа што ноќите се потопли и тоа што немаме слана од Солун надоле, нема слана повеќе, таму е премногу топло и немаме слана и нема што да се стабилизира виното да си остане вино како тоа се ферментира и се чист природен процес кој што сепак доказ и на територијата на Македонија, кај што има идеални услови, но и за самото име, зошто они краси имат, бидејќи красато или киселкасто, а нашето е вино целосно ферментирано, но сепак има кај нас една изрека да пиеш вино како коњ. Затоа што коњите знаат колку им треба и толку пијат. За жал ние луѓето често пати кога ни е убаво и малку повеќе претеруваме, нели? И стануваме не луѓе и стануваме виновни за она што следува покасно. И сега кај нас најчесто одиме на песни. Коњите знаат колку да пијат, ние не. Да, ние одиме на песни, на оре, на танци, на не знам што, но луѓе кои што немаат таква традиција, наместо песни они одат на орџи, на тепачки, на убиства и така натаму, така да тие се историските подаци кои што кажуваат каква е врската на виното историски и како виното се трансформира на почетокот, нели, од пијалак на боговите до пијалак за секој, но веќе канализиран во христијанството, да се отфрлат сите тие паганизми и сите тие стари обележја наши кои што бришејќи ги нив, всушност ние бришеме и нашата историја, традиција и доказите за нашето постоење од памти век, од најстарите народи во Европа и во светот. И преку виното можеме да најдеме таа врска и конекција до ден денеска и преку христијанство, бидејќи во христијанството нема обред кој што не се користи вино. Како Божја крв, како символ, затоа што нема потреба да пиеме ние животинска крв, кога може да пиеме Божја крв, едно осветено, едно свето нешто, и затоа му се дава толкова важност и ден денеска, и еве и постојат такви здруженија како Визиските витици кои што задача ми е буквално да преку својот личен пример, нели, преку витештво да го шират винската култура, но на еден нормален, цивилизиран начин, на кој што виното ќе се пие до мерка, во кој што не треба да дозволиме да не понесе еуфоријата и да се чувствуваме како нелуѓе. И затоа треба виното се пие дури со вода, но не разредено. Во текот на пиењето да се пие доволно вода, да се разреди во телото, во желудникот, во крвта, а не во чашата. Бидејќи ќе ги изгубиме сите тие атрибути кои што виното дават задоволство. Виното е измислено, а луѓето да уживаат во тој пијалак, пред се прво во бојата, значи чувството за вид да ужива, после во мирисот, да има тие ароми да се почувствуваат, тие пријатни ароми, зависи од сортата и видот на виното, после од вкусот, чувствувајќи го глицеролите, тоа мазното, тоа путерастото, па до танините, зависно од храната што ја јадеме и треба се избере сомилиерски кој тип на вино да се пие. И на крај, она што чашите треба да кажат, да се звукот, звукот, треба тука да се удржи, вака, е така. Да слушаме звукот, и увото да ужива во кристалноста на чашите, во кристалниот тој звук, тој вибрациите кои што
а не терат на едно пријатно чувство да го имаме. А да не биде виновно за гревовите, туку да биде такво да е заслужно за нашето добро расположение. Одлично, благодарам Дине. За крај, зошто го вртиме вака виното? Што постигнуваме со тоа? Најчесто сите вина денеска се користат, се чуваат во стаклени шишиња. Најчесто со плутена тапа, сега имаме механички винтови, важно е да се добро затворени, но бидејќи виното е еден жив организам, кај што организмите, тоест квасците, никој пат не умираат, па колку и да им се става сулфури и други додатоци. Таа тивката ферментација ние го нарекуваме зреење и при тоа се ослободуваат разни гасови, разни мириси, разни секакви нешта, и кога се отвара шишето, нели, тие гасови се наоѓаат внатре во шишето, зависно дали е црвено или бело. Но без разлика дали црвено и бело, кога се стави во чаша и самата форма на чашата треба се знае за која намена е, треба една аерација или едно соединување на виното со кислородот, со воздухот, да се лесно испарливите непријатни мириси лесно да излезат, а да го пробудиме духот на виното внатре, да ги пробудиме тие ароми кои што сами се појавуваат заради квалитетот на грозјето, заради квалитетот и особеностите на теруарот, заради начинот на производството, да ги ослободиме, да ги почувствуваме тие ароми внатре. Тоа може само ако го аерираме или ако го измешаме виното со кислород. И затоа пред секоја голтка најпрви за чашата се промешува, се мирис на виното, дали добиваме тој мирис, ако не го добиваме, тој процес ќе продолжуваше неколку пати, да го добиеме и тоа знаеме за какво вино станува збор. Тоа е потврда после во устата, ги осеќаме танините, ги осеќаме киселините, ги осеќаме блажезоста или ги осеќаме алкохолот и така да уживањето во виното, и тоа е пилок на боговите за оние кои што знаат да уживат во тој пилок. Благодарам многу што вака сликовито ни даде една од историска до етимолошка перспектива, а и една сомелиреска перспектива. Само за крај, колку вино правиш годишно? Од прилик. Знам дека секоја година различно. Јас морам да кажам една работа. Почнав како винопроизводител. Сега како порасна моите деца, поготово помалиот син, он ја презеде таа улога и не смеам да кажам, јас сум производител, тој го произведува виното. Да. Меѓутоа тоа е фамилиска традиција. Иначе ние засадивме нови лозови насади. Браво. Не се многу стари, некои се 5-16 години се најстарите лозови насади, но секоја година засадуваме помалку и така да достигнахме околу 25 декари или 2,5 хектари во моментот. И така да, како нараснуваат и како созреват виновите насади или лозија, така пораснува и квалитетот на виното, бидејќи за да добиеме вистинска винска зрелост на лозјето, треба да биде барем 10 години, над 10 години, некои велат и 15. Минимум 10 години за да можеме да го добиеме тоа што го очекуваме од виното, да го има не само аромите, да ги има и глицероли, да ги има сите тие нешта што се потребни за виното да биде добро. Или како што ви кажувале таа наводна француската песна, а била се за англиските витези на округлата маса, шевалие де ла табла ронда, готова сило венебон, за виното да биде добро. Така да не произведуваме кој знам колку многу, од декар некаде, зависност од сортата на грозје, се добива негде околу 1500 до 2 тона грозје, па ако се помножи тоа, се добива вино одредена количина, кој што зависи повторно од проекцијата на винарот, што бара. Дали проекцијата ќе биде
лесно пивливо вино кој што ќе пие веднаш следната година, дали ќе сака проекцијата ќе му биде и виното лоза ќе дозволи да биде постаро вино, да го чуваме 2 години или во буре, дали ќе биде тоа архивско вино кој што може да издржи повеќе години, зависи од староста на прачката, од родноста, од сортата на прачката, од годината, тоа зависи, така да се уште правиме вино, она што не успееме да го направиме како добро вино го претвараме во ракија, во мастика, така да најдобрата мастика. Така да имаме, морам да кажам. Да, имаме и коњак, што се не можеме да кажеме коњак, од вино ракија кој што чувано во дабово буре или во акација, во багремо буре, станува многу добар пијалок, жесток пијалок кој што нели кај нас ракијата се користи за се, од мачкање до натрешно и така натаму за здравје. Помош за се. Одлично. Голема благодарност што мене ми е драго што беше мој гостин и се надевам дека и во иднина ќе бидеш гостин да ни дадеш своји видувања за историската перспектива на нашите зборови, региони, етимологија, историја и така натаму, култури и традиција. Јас бев почестен лани, прехлани, мислам, пред 2 години кога бев за Свети Трифун кај тебе и тоа беше едно одлично искуство, да. Така да, јас да ви се заблагодарам на сите вас што не гледавте во овој екстремно интересен разговор, каде што ја дознавме вистината на виното. Јас ви пожелувам се најдобро и се надевам ќе уживате и вие во овие топли денови со една чаша ладно, убаво, бело македонско вино.